Соработката помеѓу општините Кочани и Крушево потекнала од далечната 1967 година, кога овие две општини се збратимија помеѓу себе. Соработката се одвиваше на полето на културен, образовен и спортски план, со гостување на ансамбли, групи и спортски екипи, на манифестации организирани како во Кочани, така и во Крушево. 10 дена Крушевска република беше манифестацијата на која настапуваа кочанските уметници. Ова е летната сцена во Крушево. Сместена во убава борова шума, таа во текот на манифестацијата 10 дена Крушевска република собираше поголем број на учесници, меѓутоа и на посетители од повеќе краеви на земјава и од странство. Во 80-тите години на минатиот век, на оваа летна сцена, настапуваа и членовите на аматерскиот драмски театар при Домот на културата Бели Мугри, како и ансамблот за староградски песни Бели Мугри од Кочани со целовечерна програма. На спортските турнири кои ги организираше фудбалскиот клуб Питогули по повод Илинден, чести гости бија и членовите на фудбалскиот клуб Осогово од Кочани. Соработката меѓу општините продолжува и понатаму. Крушевчани се подготвуваат заеднички со жителите на Кочани да одбележат 110 годишнината од херојската смрт на Никола Карев. За жал, морам да кажам дека во последен период соработката меѓу двете општини е во некаква стагнација, но треба да го искористиме овој јубилеј, празник 110 години од смртта на председателот на Крушевската република Никола Карев, да ги возобновиме тие контакти и понатаму да ги развиеме. Во било која насока, пред се во развојот на образованието, во развојот на културата, во развојот на туризмот, ние како локална самоуправа на престојниот јубилеј 110 годишнина од смртта на председателот на Крушевската република ќе присуствуваме како со делегација од Советот на општина Крушево, со представници од семејството на Никола Карев и со ученици од основното училиште Никола Карев, кој е патрон на основното училиште. Ќе присуствуваме на одбележувањето на 110 годишнината од смртта во Рајчани, во Кочани, така да ќе имаме можност да ги возобновиме и понатаму развиеме овие контакти меѓу двете одамна збратимени општини. На спомен обележјето на Никола Карев кај местноста Силаново на 26 април ќе присуствуваат делегација од Кочани и Крушево и соседните општини Пробишти, Пичешиново, Облешево, кои ќе положат свежо цвеќе и ќе присуствуваат на историскиот час посветен на Никола Карев.